Зборуваме за традиција. Најавуваме уште еден настан, уште едно случување за кое што се живее, за кое што секогаш се бара Билет Плюс. 11 и 13 јануари со почеток во 20 часот Националната опера и балет ќе го одржи традиционалниот концерт по повод Василица. Детали за програмата дознаваме од директорот Оливер Арсовски. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и добро ве најдов. 30 години господин Арсовски од првиот концерт за Василица 95-та година и од тогаш станува традиција, станува концерт за кој што споменав и во најавата, се бара Билет Плюс и не се пропушта. Да, 30 години се навистина нешто, голем успех, но Македонската опера и балет е куќа од висок степен, односно од високо реноме, така да за нас не е никаков проблем да одржиме еден убав концерт за Василица. Низ овие 30 години поминаа многу уметници, но претежно се базираме на уметниците што ги поседуваме во нашата куќа и тоа успешно го правиме, бидејќи во нашата куќа имаме во секое време високо профилирани уметници, оркестарот, хорот, солистите, но многу често за Василица имаме и гости за овој концерт за Василица. Односно да кажам дека се всушност два концерти. Така Два концерти, порано беше еден, но бидејќи посетителите сакаа многу да голем број сакаа да присуствуваат на концертот, одлучивме да има два идентични концерти секоја година, заради од причина што да им излеземе во пресред на нашата публика, да излеземе во пресред да може да присуствува, бидејќи нашата сала не е преголема, има околу 700 места, но интересот е секогаш многу голем и заради тоа одлучуваме секогаш да се два концерти. Оваа година тоа е на 11 во сабота, првиот концерт, и вториот на 13 во понеделник. Програмата на прва одлично концепирана, најавувате комплетно аудиовизуелно доживување. Што се ќе може да се види и слушне на сцената на Националната опера и балет? Претежно до сега или вообичајно ние како уметничка куќа, како уметници многу повеќе обрнувавме внимание на аудио, односно на музиката, но со напредокот на технологијата и со напредокот на интернетот и на многу други работи што следат со тоа, многу е важно нашата публика да доживее и една визуализација на концертот. Не сакам многу да откривам, нешто модерно е, нешто ново, свежо, и мислам дека на нашата публика тој момент ќе им се свиѓа, ќе им се допадне, во исто време ќе им се допадне и програмата што ја имаме за овој концерт. Токму поради билетите, кои што неколку пати ги споменавме, се направија два, на 11 и на 13. Доволни ли се овие два? Какви се информациите кои што ги имате во однос на билетите и продажбата на истите? Има ли се уште билети? Па, за првиот концерт за сабота, мислам дека се при крај билетите. Над 90%, 95% е продаден. За наше убаво изненадување и вториот концерт е во овој момент над 80% продаден. Мислам дека е прво мислам дека е благодарение на традицијата што ја одржува. А друга работа, оваа година имаме гости од Шпанија. Цела екипа, под екипа што се подразбира диригент и двајцата солисти, тоа е тенор и сопран. Се потрудивме да ги донесеме и диригентот и двајцата солисти, едни од моментално најдобрите солисти што се во Шпанија и во Европа воопшто. И се надевам дека публиката ќе биде задоволна. Сакаме нон-стоп нешто ново да презентираме, колку се нашите можности, се трудиме све повеќе и повеќе да го тоа подобриме, да подобриме понудата, освен со нашите солисти што ги поседуваме, да се почесто има
и гости солисти, што е вообичајно за опера, за национална опера, како нашата. И по завршувањето на Василичарските концерти продолжувате со програма која што е навистина богата, на задоволство на публиката која што сака да ја следи истата. Во текот на целата година е богата, но и веќе се задржиме за јануари за сите оние кои што сакаат да си набават билет со време. Месец во знакот на балетите, барем од она што можев да го видам во програмата, Шехерезада во Валпургиска, Нокиоре во Кршачка, Доктор Овболи за најмладите, завршувате некаде јануари со Кавалерија Рустикана со операта, но ќе има што да се види и слушна сепак до крајот на месецот. Да, новата шема што ја имплементиравме во Македонската опера и балет е шема која што треба да биде богата со програма, со разновидна програма. Во нашата куќа се всушност две уметнички куќи, тоа се операта и балетот, што би рекле 50-50. Но некој месец ќе преовладува повеќе балетот, некој операта, некој месец еднакво ќе бидат презентирани. Што се однесува до овој месец, до балетите за Орево Кршачка и Доктор Овболи, тоа се балети за течења. Тоа е нашиот така наречен училишен програм за едуцирање на децата и сакаме да го обогатиме што повеќе и во тоа успеваме. Мислам дека од март месец или при крај на февруар дека ќе вметнеме и опера за дечиња. Тоа е малку посложена состојба, бидејќи цела музика мора да оди кога е во прашање операта во живо. И тој процес е посложен. Но балетот го имплементираме веќе трет месец и нон-стоп има представи скоро секој месец за деца и сме во контакт со училишта кои што доаѓаат дечињата, во голем број доаѓаат и се многу задоволни од тоа што го нудиме. Што се однесува до репертоарот кој што е за возрастната публика, за нашата публика, овој месец ќе има две Шехерзади и Валпургиска нокт. Малку од поодамна не била Шехерзада и сакаме да ја вратиме на репертоарот. Со солисти и гости од балетот. Со Кавалерија Рустикана го завршуваме овој месец. Тука ќе имаме гостин диригент и наша екипа солистичка од операта. Ги споменавме во неколку наврати и гостувањата. Она што ме интересира, ќе патува ли никаде ансамблот во текот на 2025, што можеме да најавиме однапред и од каде се ќе имаме, да речеме, гостувања кај нас? Февруар, март и април се месеци кои ќе бидат богати со програма. Со опери, со балети, ќе ги видат нашата публика, ќе ги најавиме и нашиот маркетинг е доста активен во последно време. Имаме аплицирано во Министерството за култура за гостување на операта во Србија, во Нови Сад, и за оркестарот за една турнеја во Франција. Балетот исто има аплицирано за турнеја во Италија и во Шпанија. Се уште немаме резултати од конкурсот што беше за националните институции, но мислам дека оваа недела или другата ќе биде објавен и ќе дознаеме за што сме добиле средства и спрема тие средства ние ќе се однесуваме, односно нашите гостувања ќе ги планираме. Од неодамна повторно на раководната позиција на Националната опера и балет, навелат најдобро се раководи со институција која што знаете како дише, а ако нешто знаете како дише, имајќи го предвид професионалниот ангажман низ годиниве, тоа е Националната опера и балет, па следствено на тоа каква ќе биде визијата за институцијата во годините кои што следуваат? Јас сум по втор пат директор на Македонската опера и балет. Првиот пат бев во 2006 до 2011.
А во институцијата сум од 1987 година. Јас сум по вокација музичар, виолиниста и јас сум дел од оркестарот на институцијата. Да, олеснителна околност е, бидејќи кога ме назначи, јас уште од вториот ден почнав да работам и да ја консолидирам куќата, која беше во малку повеќе летаргична состојба во однос на програмата. И седнавме, направивме со уметничкиот тим анализа како да ја подигнеме уметничката програма на куќата и во вие 3-4 месеци успеавме во тоа. Тоа не го викам јас, тоа го вика нашата публика, го кажува, бидејќи јас секогаш нив ги прашувам како си поминале, како ја чувствуваат представата, програмата. Сега за сега имаме многу добар одзив и многу добри критики од нашата публика и мене ми е драго дека таа се враќа во се поголем број кај нас. Ги обновивме исто главното фоје, влезот, билетарата, тоалетите, за публиката да може да се чувствува пријатно во нашата куќа. Многу ни помогна од Министерството за култура. Од таму имаме многу добар одзив и секогаш се спремни да бидат со нас во сите наши проекти. Исто така пронајдовме значителен број на спонзори кои се што многу помогнаа. И во секој случај, за да бидеме интересни, мораме да имаме понуда. И тоа квалитетна понуда. И кога веќе го имаме тоа, а планирам во наредните години се повеќе и повеќе да се подига квалитетот на куќата, да имаме полугодишен, па подоцна и годишен програм, кој што го немаше, да имаат известност програмот, публиката, гледачите да знаат кој месец што има, да го планираат нивното приватно време, за да можат да дојдат на нашите представи. И се надевам дека полека ќе ја издигнеме куќата на ниво каде што заслужува една национална опера и балет да бидат присутни. Посебно бидејќи тоа е единствената опера и балет во нашата во Македонија, во нашата земја. И сега за сега се движиме добро, стабилно, со планови кои што ни се големи планови. Се надевам дека ќе ги оствариме и мислам дека ќе биде добро. А остварувањето на тие планови кои што ги најавивте, јас се надевам дека ќе го имаме како информација во утринската програма со гостувања во периодот и годините кои следуваат. Благодарам многу за гостувањето. Благодарам на поканата.